Здраво, јас сум Игор Ангелов. Актер сум во Драмскиот театар од Скопје. Јас сум Гелена Јованова Перич, академска глумица, дел од актерската екипа на ТВ серијата Преспа. Васил Зафирчев, актер и уметнички раководител на Националната установа Центар за култура, театар Јордан Хаджиконстантинов, Джинат од Велес. Одев многу на театар, ги гледав сите представи. Ме фасцинираше таа кутија, сцена кутија. Луѓе влегуваат внатре од заден влез, се облекаат во костими и во шминки и играат некои ликови од некои дела. Тоа завршува и после излегуваат и сосема се анонимни, кои ги тргаат маските и продолжуваат со животот. Целата таа приказна мене ми беше фасцинантна и ден денес. Немав никаква идеја дека би се бавела со актерство, дури не ме покани мојот другар Никола Ристов, кој што е дипломиран режисер. Тој се запиша на Факултетот за драмски уметности во класата на Слободан Унковски на театарска режија и одлучи да работи представа. И работеше дупло одно од Горан Стефановски и ме викна да играм Кристина. Јас уживав неизмерно во цел тој процес, откривањето на самата себе си во таа позиција и во тој некој домен кој што стана мој домен, но тогаш ми беше потполно непознат. Се пријавивме на Драмско-аматерскиот фестивал во Кочани, добив награда за најдобра млада глумица и уствари таа некаква награда ми беше потврда дека можеби ова може да биде мојот животен позив и така и се случи. Знаев дека ќе бидам уметник, не знаев дека ќе бидам актер, бидејќи прва страст, прва љубов ми беше танцот, па музиката. Со театарот се вклучив подоцна, некаде кон крајот на основното образование, 7-8 деление. И веќе во средното училиште, иако учев средно гимназиско образование, знаев дека понатаму високото образование ќе го проложам на некој од уметничките академии, првенствено за драмска и филмска уметност. Зависи како за која. Секоја си бара свој пристап, секоја си универзум за себе, со секоја една улога. Се пуштаме по некој, да речеме, тобоган, каде што не знаеме кај ќе не однесе и кај ќе не изфрли. Во колку длабока вода ќе влеземе. Со секоја една улога тргнуваш од некои различни покретни точки кои што понатаму те носат и со кои што ги слагаш слагалиците. Значи тоа е некој мозаик кој што е растурен, кој што секогаш пробувам да го спојам, ама немам рецепт за тоа. Немам некоја конкретна дефиниција, меѓутоа она што е заедничко за секоја од нив и од каде што јас тргам, бидејќи не се сметам себе си за некој методски актер, малце ми е тоа преинтелигентно за мојот пристап на работа, само срце и ум. Актерската професија бара прилично голема дисциплина и организација. Тоа е тешка професија. Тешка е заради тоа што бара многу внимание, посвета и зема голем дел од денот. Кога ќе почнете веќе тоа професионално да го живеете, како вокација, тоа не е само професија, тоа станува начин на живот. Така што има една дневна рутина, што тоа подразбира. Кога има снимање, се станува прилично рано, се работи прилично интензивно, напорно. Тоа бара голема кондиција, физичка, психоемотивна. Спортувањето и физичката активност исто така многу важни. Актерската професија првенствено физички, има многу стоење, има многу чекање. Така што во секој случај таа дневна рутина човек мора да е дисциплиниран, да исполнува и само во тој случај ќе може да одговори адекватно на сите предвидени професионални ангажмани, истовремено да испорача висок професионален стандард и добро завршен ангажман актерски. Нека си го слушаат срцето и желбите, тоа што највише го сакат тоа да го прават. И да не прават одстапки. Едноставно нека бидат безобразни, своеглави, дури да сгрешат, тоа не е грешка. Поголема грешка е да не се слушаат и да одат таму кај што одат. Да ја следат својата интуиција, да го работат тоа што не им дава баш мирно да заспијат навечер, им прави една сладка мака и ги тера да размислуваат на тоа нешто со кое што би се бавеле, ако нештото ќе ги тера и понатаму да си поставуваат одредени голови и патеки како да дојдат до тие голови, тогаш тоа е тоа. Никогаш да не потпаѓаат под влијание на родители, под влијание на браќа, сестри, блиско обкружување во изборот
на она што понатаму во животот ќе им го дефинира целокупното живење, целокупното секојдневие. Секогаш да избираат професија за која првенствено имаат талент и предиспозиција, професија која што ќе ја сакаат, професија која што ќе им го збогатува животот и ќе ги прави подобри и побавени.